Основното училиште во охридското село Косел е само едно од многуте низ Македонија, каде бројот на ученици драстично опаѓа. Димче Доневски, кој веќе 15 години работи овде како наставник, вели дека ситуацијата е се повеќе загрижувачка. Не е на бројка што беше. Тогаш имавме околу 100 ученици овде, сега за 3 пати е намален бројот, што значи може да се рече дека е во голем пат, може да се рече дека се намалени паралелките и дека дури се и редуцирани. Останавме не без многу ученици, туку без паралелка, која што недостасува во 8 одделение и во 9 затоа што од тој мал број што беше и тие замина семејно, повторно семејно замина ја напушти оваа држава. Во помалите средини доминираат така наречените комбинирани паралелки, каде заедно учат ученици од прво до пето одделение. Колку толку ова училиште овде ќе обстои, но ќе се намала најверојатно училиштата кои што се подалеку од Косел, факторите и условите под кои што се случува тоа веќе ги знаат сите во Македонија, особено тоа онај иселенички синдром или како ја нарекуваат белата чума. Поради ваквата ситуација, државата ќе оптимизира мрежата на основни училишта, онамо каде нема доволен број ученици, заради намалениот наталитет или миграција, ќе се изврши пренамена на училишниот простор за задоволување на други потреби на граѓаните. Но тоа не значи затворање на училиште или намалување на бројот на вработени, велат од Министерството за образование. Анализите покажуваат дека имаме нефункционална училишна мрежа која се карактеризира со паралелки, со многу малку деца и тешкоти да се обезбеди квалификуван кадар за сите предмети, особено во руралните средини. Добар дел од општините се соочуваат со проблеми во одржувањето на старите училишни објекти кои не ги задоволуваат образовните стандарди. Ке се внимавало и на тоа децата од прво до трето одделение да имаат настава во местото на живење. За децата од 4 до 9 одделение, доколку има потреба да патуваат до најблиското централно училиште, ќе се обезбедат соодветни услови и финансиски средства за превоз. Ова во некои средини ќе наметне потреба од проширување на централните училишта и обезбедување простор за училници, библиотеки, спортски сали и други објекти. Но Джеми Хајредини, публицист, вели дека се доцни со овој процес, нешто што требало да се направи, вели, уште пред 10 години. Затоа што уште од тогај се види дека бројот на учениците се намалува како во средните, така и во основните училишта. Требаше од тогај со рационализација на некои паралелки или спојување на 2-3 училишта во едно. Сега е навистина многу касно, и е нормално дека ќе е поболно. Затоа што треба да се превземат драстични мерки и ова има последици. Како пример ја посочува Струа, каде пред 10 години во основното и средното образование имало 10.000 ученици, а денес тој број е само 7.000. Полоша е состојбата во основните училишта, каде бројката од 6.495 во учебната 2010-2011 денес е сведена само на 4.983. На место 11 и 25 подрачни, можда ќе треба 5 со 15 подрачни. Али тоа треба многу внимателно да се направи, оти ќе има влијание врз наставниот кадар. Значи, со намалувањето на учениците, со рационализација на паралелките, имаме помал фонд на часови. Тоа значи дека ќе имаме технолошки вишоци на наставниот кадар. Во Македонија има 347 основни училишта, заедно со подрачните училишта, ова бројка изнесува 975 објекти. Но во најголем дел од нив има постојано намалување на бројот на ученици, но и намалување на соодносот ученици и наставници. Повеќе од 85% од основните училишта запишале помалку од 50 ученици во 2016-2017 година. И случок со оние во Скопје и во некои други поголеми општини. Од Министерството за образование велат дека поради сето ова, оптимизацијата на училишната мрежа која ќе потрае повеќе години е повеќе од неопходна, заради обезбедување на подобар квалитет и ефективност на воспитно-образовниот процес и со тоа создавање на подобри ученички генерации во иднина. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.